Обидот 920 книги со наслов Бугарски народни песни од браќата Миладиновци како донација да завршат во Македонија не е случаен. Тоа е чиста пропаганда на нашиот источен сосед. И ова не е прв пат Бугарија да провоцира, манипулирајќи со делото на браќата Миладиновци. Да е почеток не е. Вакви притисоци се вршени од многу поодамна. Секако дека не боли, вели Ристо Миладинов, потомок на браќата Миладиновци. Тој прв пат јавно проговори за неправдата кон браќата Миладиновци. Македонија вели никогаш не им се одолжи на Димитрија и Константина. Димитрија Миладинов фигурира како прв македонски национален преродбеник, кој што во црквите барал да се воведува македонскиот јазик, народниот говор, старославјанскиот, за народот да го разбират шопејт свештеникот. Барал свештеници наши, македонски, а не грчки. Отворил школи на мајчин јазик низ цела Македонија. Откако бугарите успеале да издействуваат ова вредно дело на браќата Миладиновци да се печати кај нив, тие многу мудро ја искористиле незаинтересираноста на Македонија да го чествува нивниот лик и дело, печатајќи го зборникот во 5 примероци. Што правиме ние? Зошто ние малчиме? Зошто малчиме ние? Не? Дај да издаваме и ние. Дај да правиме прослави и ние. Да кажеме, се срамиме ние, да кажеме дека Миладиновци се од Струга. Се срамиме дека имат потомци во Струга. Да се фалиме требит, а не да ме бркет. Останавме на маргините. Ние дојдовме едно време на улица да продаваме весници со тезга. И никој не се опули за тоа. Што е страшно. Имаше обиди да не побугарчат. Овде во нашата семејна куќа се обидуваа да не притиснат да се определиме како бугари, но никој не застана зад нас. Сме реагирале, сме барале поддршка од државата, но никој не ни сврте глава, вели Миладинов. И сега, сето тоа се заборават, многу јубилеи поминале во Македонија, во Струга, за браќата Миладиновци, државава стално се оглушуваше од тоа. На сето тоа треба цврсто да се застане како држава, со сите пропратни установи кои што треба да им одговорат на тие негаторски однесувања нивни. Зборникот на Миладиновци за прв пат во Македонија беше отпечатен по повод 100 годишнината од нивната смрт. Миладиновци никогаш не престојувале во Бугарија. Откако пропаднал нивниот обид зборникот да се печати во Русија под притисок на римокатоличкиот епископ Јосип Јурај Штросмајер, зборникот се печати во Бугарија и добива наслов Бугарски народни песни од браќата Миладиновци. Иако во истиот се содржани 660 македонски песни и само 76 бугарски песни.